Прекомерното користење на антибиотиците дури и за полесни заболувања е се почесто кај нас. За да се спречи ваквиот тренд, лекарите и фармацевтите од земјава во кампања за едукација на младите родители чии деца се во градинките. Целта е да се влијае на свеста на граѓаните за правилното користење на антибиотиците. Ова е еден вид на едукација на родителите, на младите родители, на младите мајки, како да постапат кога нивното дете е болно, што значи дека не секогаш нивното дете има потреба од антибиотик, дека антибиотиците лекуваат само бактерии, не лекуваат и вируси, а често или многу често грешката е во тоа што родителите инсистираат, но не викам тука дека и лекарите не го прават истото, дека им дават на пациентите, односно на малите деца, антибиотици без потреба, што значи дека се работи за некоја вирусна инфекција, некогаш под притисок на родителот или од тоа што лекарот нема време, препишуваат антибиотици и затоа ја имаме ситуацијата со резистенција на антибиотиците и понатаму ни се јавуваат болести кои веќе немаме со какви антибиотици да ги лекувам, а знаеме сите дека антибиотиците ни се животно спасувачки лекови. Доктор Исмаили вели дека употребата на антибиотиците во време на настинки и грип треба да биде контролирано од матичните лекари. Во почетоците на појавата на грип се следи детето ако има температура, нема температура, доколку е температурата, има секрет од нос, има секрет од увод, дали се работи за вироза или дали се работи за бактериска инфекција. Тоа сакаме да им го кажеме на родителите и на поширокиот аудиториум, дека во почетокот не значи дека секогаш се работи за бактериска инфекција, дека се работи за вирална инфекција, дека во почетокот се земат антипиретици, се земат течности што повеќе и се следи детето. Ако веќе нема подобрување на состојбата, ако имаме проблеми со увото, значи ако е отит или ако е некој синузит, тогаш би требало да се препише антибиотик, но сето тоа да биде со корелација со нивните матични лекари, одно матичните лекари на децата кои ги следат и лекуваат тие. Не да се зема антибиотикот на своја рака што е пракса во нашето поднебје. Кампањата за рационално препишување на антибиотиците ја спроведуваат доктори, фармацевти и тим на Бирото за лекови. Активностите се дел од проектот на детската установа Градинки Младост од Тетово и во нив се вклучени родителите чии деца се згрижени во градинка.